Добро вечер, почитувани. Во изминативе години, јавноста од време на време ќе слушнеше за препастувачки податоци за тоа колку некои функционери трошеле народни пари на скапи ручеци и вечери. Ќе разберевме за енормни суми потрошени за телефонски разговори, астрономски суми за патни трошоци. Потоа апанажа зима функционери, кога ќе станеа нели бивши, иако претходно се знаеше дека се работат, односно се бизнисмени, наеднаш стануваа невработени, па цела година зимаа плата, односно апанажа, а да не говориме за доживотните привилегии што ги има секој што бил председател на Република Македонија, односно Северна Македонија. Тема за дебата, затоа во овој дел од отворениот појас се функционерските привилегии, колку се тие потреба, а колку расипништво. Гости во студиото се Катица Николовска, член на Државната комисија за спречување на корупцијата. Добро вечер. И Џабир Дерала од Цивил. Да почнеме со вас, затоа што бевте долги години вработени или дел од Државниот завод за ревизија. Ке почнам со овие патни трошоци што, да речам, постојано ја брануваат јавноста. Во предходниот собраниски состав предничеше пратеничката Силвана Бонева, дури се ја покрена одреден предмет за овие трошоци, но и од овој состав повторно имаме случаи како што е Мира Стојчевска, нели, која дури иронично доби прекар дизел, но зошто нема ефект контролите што ги правеше Државниот завод за ревизија, бидејќи според некои податоци 2008, 2010, 2016 Државниот ревизор дава забелешки за патните трошоци, а да појасниме, тоа се трошоци, пратениците ги користат сопствените возила и имаше некое правило, нели, да им се надоместува 30% од цената на литар бензин и така натаму, но се доаѓаше до навистина високи суми, без малку да се купи ново возило за тие пари. Значи, прашањето, подолга експликација имав, но зошто овие забелешки од Државниот ревизор не предизвикаа некакви промени? Така. Постојано Државниот завод за ревизија во своите извештаи се обрнуваше на проблемите кои што се предизвикани од големото трошење на пари, за кои што во суштина постои законски основ, меѓутоа од аспект на нивната висина и начинот на трошење беше обврзан на некој начин да го истакне нивното користење и нивната употреба, односно злоупотреба. Државниот завод за ревизија во својот мандат може да предизвика иницијатива за преиспитување на одреден закон, меѓутоа во досегашната пракса многу малку се створи таква атмосфера и многу мал дел од законите претрпеа измена. Што се однесува до бенефициите на пратениците, тие произлегуваат од Законот за исплата на плати, на доместоци на избрани и именувани лица, каде што се вклучени и пратениците, а во овој дел, во овој контекст и сите други директори, именувани лица кои што се именувани од Собрание на Република Македонија, од Влада на Република Македонија, од председателот, ги имаат истите права и привилегии. Сега, кога зборуваме за овие патни трошоци, нели, да се задржиме, овој нов собраниски состав и новото владеачко мнозинство направи измена, па надоместо оди наместо 30% од цената на литар бензин, сега е 20% од цената на литар бензин, но дали е тоа решение, бидејќи сумите повторно се високи? Така. Основот, законот, првобитниот закон кој што го регулираше, ова е донесен од многу одамна, кога цената на горивото беше многу ниска, некаде 40-50 денари. И од тогаш оваа одредба нема претрпено корекции се до минатата година, кое што опфаќаше како
амортизација на возилото кое што се троши и така натаму. Меѓутоа, имајќи ги во предвид цените, зголемувањата на горивото и слично, ова остана непроменето долги години, така што надоместувањето на трошокот за амортизација за користење на сопствено возило за службени потреби стана начин на злоупотреба и на незаконско трошење на јавните средства. Според некои сознанија, нели, дел од овие пратеници преспивали во Скопје, бидејќи имаат станови. Да. Но, да речам, немаше некакви реакции од институциите. Џабир, колку овие одредби за надомест, нели, на трошоци, за патни трошоци, беа избор за расипништво. А бидејќи да наведам дека невладината организација Цивил покрена една акција Стоп за расипништвото. Крај за расипништвото прогласивме, се разбира ние, меѓутоа треба системот да го направи тоа. Јас ако ми дозволите би сакал да дадам одговор на прашањето поставено во самиот наслов на темата денесна вечерва, а тоа е дека привилегиите на функционерите се еднакви на расипништво. Тие не се потреба. Што се однесува до прашањето кое на господин Николовски го поставивте, јас сметам дека не се реагираше, наведовте години кога владееше режимот на Груевски. Режимот на Груевски беше криминален. Тој беше криминален со диктаторски карактер и за тоа немаше никаква реакција. Се разбира, таму постоеше една друга логика и една друга поинаква пракса. Што се однесува до патните трошоци, ние сметаме како организација и сигурен сум дека огромен број граѓанки и граѓани на Република Северна Македонија го сметаат тоа како исправно. Едноставно, ако можат сите да патуваат со средствата за јавен превоз, тоа треба да го користат и пратеничките и пратениците во составот на парламентот, како и во владата. И се разбира сите останати именувани или избрани функционери на локално или на државно ниво. Што сакам да кажам? Дека едноставно, ако можат на едно кралство Шведска пратениците да користат јавен превоз и привилегијата, внимавајте, привилегијата што ја добиваат од државата е бесплатна годишна карта за користење јавен превоз. Ако сакаат пратениците да користат собствено возило, тогаш да им биде надоместот во висина од автобуска карта која што на годишно ниво може да се купи на меѓуградска автобуска станица, значи во таа сума може да им се исплати. Ако тие сакаат да користат собствено возило, ќе си доплатат за тоа што колата си трпи трошоци за гориво или пак за амортизација. Се разбира, тоа е максимумот што треба да го добијат функционерите, а тоа е воедно и еден мотив повеќе за нив доколку се наоѓаат во средство за јавен превоз. Па се туткаат по патиштата кои имаат дупки. Гласачите ќе може да им пристапат. Гласачите ќе може да им пристапат, да им кажат еве гледате, а и тие самите ќе можат да се уверат во какви услови живее населението кое нив ги гласа. И во парламентот наместо да бистрат политика која може само да го разградува општеството и да биде деструктивно, тие ќе зборуваат за реалните проблеми на своите гласачи и ќе придонесуваат кон мерки кои ќе го подобрат и сообраќајот и се разбира инфраструктурата во земјата. Во меѓувреме, ако сакаат да користат собствени џипови, мерцедеси и сето тоа, можат да си го користат тоа, меѓутоа на собствена сметка, бидејќи и онака имаат навистина пристојни плати за македонски. Така. Од друга страна, сега нели се усвоија некои измени во законот, сега нели сегде имате по предпријатијата и заменици директори, веќе не се знае, нели, секому му следува возило, службено, возач, секретарка. Се претерува ли тука? Јасно, не ја знам бројката, например, на колку функционери во нашава држава имаат службено возило и возач. Јас би сакал да ја пофалам алатката што ја објави Државната комисија за спречување корупција, односно регистарот на возила, со регистарски таблички, собственик, нели, и така натаму. Само да го погледнете регистарот колкав е обемен, Па не се добројува тоа. Мислам дека не ви се ни доставени сите податоци се уште.
Можете да забележите дека се работи за чисто расипништво на локално и на државно ниво. Прво и основно самото прогласување простор законски, значи ние со закон го дозволуваме расипништвото. Тоа е најголемата Расипништво болка. согласно законот. Расипништво согласно со законот, тоа е пред се мерката вие да воведете заменици директори. Да не зборуваме за привилегиите што автоматски им се доделуваат според закон. Дали мислам дека тоа е мислиш наистина дека ќе има интерес да бидат заменици директори доколку не им следува службено возило возач секретарки се? Добро прашање. Подразбира дека по дефолт некои работи му следуваат со самата функција. Меѓутоа, најчесто тоа се одлуки кои што ги носи одговорното лице во самата институција. Врз основа најчесто е тоа закон за работни односи кој што е толку многу општ и повеќе се однесува на приватниот сектор, на јавниот сектор, меѓутоа често се користи и во институции како што се јавни предпријатија формирани од единиците на локална самоуправа од град Скопје или од Република Македонија. Колку имате бројка вие? За жал, И не е потполн. Државната комисија се уште не располага со комплетен регистар на такви институции. Ние се обидовме од Министерството за Министерството за информатичко општество. Има јавна администрација, имаат направено они мапирање на јавната администрација. Верувам дека тој податок на институции е конечен и објективен. Има доста голем број на институции и во насока на испитување на овие трошоци, подопрен глас, да речам, комисијата пред 2 седмици оформи предмет и врз основа на тој предмет, а согласно член 54 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси, пристапивме кон испитување и утврдување во кои институции, по кој основ се користат возила, на кого се доделени за користење, дали користи службено возило, дали користи собствено возило за службени потреби, дали колкаво му е правото на репрезентација, во кој износ месечен, дали за избраните именуваните лица, дали користат стан, дали имаат надомест за одвоен живот, значи сите оние надоместоци што им следат согласно законот. Така. Но што го кажа Џабир, нели, да користат јавен превоз. Зборувавме за претениците. Зошто дел од овие функционери, директори, заменици или слично, би морале да имаат таква привилегија? Знаете што они најмногу се повикуваат дека нивното работно време не е одредено, они не работат од 8 до 4, него нели? И ние работат подолго време, така да 4. Им се потребни други начини на обезбедување превоз од и до работно место. Меѓутоа, да се навратам на надоместокот за претениците, што го користат за користење на возило за служба, приватно возило во службени цели. Памтите кога во 2009 година се премина од нето плата во бруто систем на пресметка на плата. Надоместоците кои што следеа на сите вработени превоз, јавен превоз за од и до работно место, како и надомест за храна, се пресмета и влегоа во бруто плата, што значи сите вработени добиваат надомест за превоз, вклучително и претениците. Меѓутоа, покрај тоа, врз основа на одлука која што ја има донесено Комисијата за избори и именувања, која што е надлежна, чија надлежност е Собраниската комисија, чија што надлежност е утврдување на надоместоци, има меѓу другото, донесе посебна одлука со која што е регулирано дека за присуство на седници, комисии, на работа на собранието на седници, на пратениците им следи надомест. И тоа е тоа што Државниот завод за ревизија постојано го истакнуваше. Незаконска, има основ во законот, меѓутоа како спроведена на мала врата одлука и на тој начин они го користат сето тоа. Значи во овој предмет што го формиравме,
Изготвени се денеска во текот на денешниот ден и во текот на наредната недела ќе бидат доставени и образци кои што треба да бидат пополнети од 81 буџетски корисник, 23 судови, 81 општина, 11 акционерски друштва формирани од од владата на Република Северна Македонија, 46 јавни предпријатија формирани од единиците на локална самоуправа и 18 јавни предпријатија формирани од Република Македонија. Добро, зависно од тоа што ќе добиете, што е следниот чекор, што очекувате и што планирате? Очекуваме позади сето ова да го добиеме основот одлуки, решенија, акти кои што ги носи одговорното лице во субјектот, врз основа на кој закон ги црпи тие права и на кој начин се користат. И кои све во институциите, до кое ниво е симнато правото на користење и располагање со овие средства. Може би од сето тоа да произлезе и ваш предлог за промени на некои законски одредби. Прва надлежност на антикорупцијска комисија по член 17 што е антикорупцијска проверка на закони. Тоа значи да се лоцираат сите слабости и недостатоци кои што генерираат корупција. А ова е дефинитивно ова се извор на корупција. Дали добро се сеќавам, мислам дека според антикорупцијскиот закон новиот, дека вие имате право и на поведување прекршочни постапки. Така. Да. Во зависност од која одредба е повредена, има износ на глоба. Да. Така и можете или можете да предложите до обвинителство по покренување и други постапки. Добро, за тоа треба да постои доказ дека има злоупотреба намерна или како некој начин на надминување на надлежностите, одговорностите. Меѓутоа, велам, тоа е сепак се во законска рамка. Меѓутоа, проблемот е колку може да се злоупотребува таа законска рамка. Како цивил имате некој предлог? Ние апсолутно дека имаме предлог да се патни трошоци, возила, значи службени, кои понекогаш не знам, може да и почесто се користат и за приватни потреби. Да, како оној што беше заменик министер што продаваше тикви или компири од гепекот на службеното возило на па што го фатија граѓанските новинари. Тоа што ние очекуваме и бараме од системот, односно од власта, е да потполно да ги од корен да ги промени политиките и практиките во донесување на ваквите мерки. Едноставно, да се препише законската регулатива од Кралството Шведска, која е многу богата држава, во која луѓето имаат неспоредливо повисок стандард од некои развиени европски земји, да не зборуваме за нашата. Значи не бараме помалку од тоа, бараме како да сме Шведска, како да сме богати како Шведска. Па нели се фалевме шведски избори спроведовме? Да, шведски избори спроведовме, помалку или повеќе, меѓутоа да, навистина. Бараме, значи, не како сиромашна земја да бидеме третирани, туку да бидеме третирани како да сме богата држава, како Шведска, и да имаме подеднакви привилегии во овој домен за што се однесува до патните трошоци, до другите, до дневниците, мислам. Знаете што, апсурдно е вие да имате пратеник кој за присуство на комисијска седница добива екстра надоместоци. Мислам, тоа е апсурдно до таа мерка што на човек би требало да му биде малку и гадно да зборува за тоа, камоли да го трпи тоа и да го плаќаме сите ние како граѓанки и граѓани на Република Северна Македонија секој месец. Па видете како одек на веста дека... А луѓе ни умираат од глад, пазете. Како одек на веста дека председателот Стево Пендаровски патува со комерцијален лет за Брисел. Што би требало сосема нормално да биде. Особено за една држава која себе си би требало се смета барем за еднакво богата како Шведска. Но имавме и оној случај со еден функционер кој патуваше преку океански лет со бизнес класа. Исто јавноста беше разбранувана и таму падна оставка или го имаше промена на... Значи имаше реакција
на јавноста која допре до власт. За среќа ние сега живееме во време кога барем просторот во кој јавноста може да го искаже својот револт, оправдан, неоправдан и така натаму. За среќа имаме таква јавност сега. Ние бевме долго време, 11 години, бевме затворени во таа смисла на зборот. Прво не се дознаваше, а второ ако се дознаеше, од два тројца новинарки и новинари, меѓу кои се разбира се бројувате вие, го зборуваат тоа, па луѓето со шепот го пренесуваат тоа и така натаму. Сега барем може гласно да се зборува, но следниот чекор, час поскоро, е да се променат и политиките и практиките, се разбира. Еве за околу трошоците за вечери, ручеци, слично, скапи ручеци вечери со, не знам, лососи, морски плодови, што не, да бе пофалам на алатка што ја воведе оваа влада и министерот за транспарентност Роберт Поповски, што ние веќе периодично добиваме извештаи, добивавме за претходната, тие ги отворија тие податоци за јавност, а и редовно сега за овие функционери колку трошат за репрезентација, ручеци, вечери. Значи, фрапантен податок беше дека за една година во една од институциите, ајде сега да не споменувам конкретно, зашто не споменувам? Бирото за јавна безбедност, кој што прочита во МВР, дневно се трошело по 672 евра за ручеци вечери. На годишно ниво 246.000 евра. Или беше покрената и кривична двајца градоначалници за период од 2009 до 2017 потрошиле 3,5 милиони евра за вакви ручеци вечери, што би се рекло. Мислам, тоа Помала е... држава ќе може Македонија да ја частат цела со... Сакам да кажам дека ова алатка за јавност на податоците за трошење даде резултати и намалени се тие трошоци некаде за 2,5 пати, некаде дури за 3 или 4, значи тоа е 200-300 па и до 400 на 100. Значи јавноста може да игра улога како ректор. Неспорно е дека тоа е фантастичен напредок. Јас мислам дека таквите алатки се потребни. Дури во еден момент утврдивме дека има и известно претерување во односно мал недостаток на тој систем на представување на трошоците заради тоа што на ѓутуре, односно на купче беа ставени сите трошоци, па мислам дека после направија исправка во тие, почаа да се делат по различни ставки, меѓутоа, знаете што? Дали одиме во друга крајност? Мислам дека министерот за надворешни Димитров имаше многу мали трошоци. Сега, нели, сепак како министер во контактите и средбите, сега да мислам дека дозволиво е и да има некоја сума. Сето да е дел покриен и протоколарно од протокол кој што е под влада или не знам под некој. Се работи за тоа дека сега знаеме. И добро е што знаеме. Мислам дека не е претерано ние да си знаеме. Вие имате, знаете што, ако го погледнете сајтот на Европска унија, можете да видите во секое време комесарот, европскиот комесар со кого има состанок за која тема. И често тоа се во канцеларија и послужувањето е вода, евентуално кафе. Мислам дека нема кафе, само вода од прилика. Ние добро е да го знаеме. Тоа е една добра алатка и добро е јавноста да знае каде одат нејзините пари, што се вика во живо да ги следи тие трошења. Бидејќи тоа е едно мало семејство македонско општество во кое може навистина многу подомаќински се работи. Следниот чекор, како што кажав и претходно, значи добро е што сега знаеме, меѓутоа мора да се променат практиките, затоа што имавме ние кога видовме дека еден министер имаше за 6 месеци 2-13.000 евра трошоци во ресторани. Што добивме ние со тоа што го дознавме тоа? Ништо не добивме. Значи мора да постои Министерството за образование, наспроти како што реков Министерството за надворешни. Па мислам дека тоа беше 130.000 евра за јадење, за ручеци. Па тоа е навистина како да кажам, не без коментар останува човек. Дали треба да има, бидејќи се одредувале со буџетот, нели, која сума, па која претераат со ребалански се додадат од други ставки. Прашањето е, дали за овие работи, репрезентација, ручеци, вечери и слично,
треба законски да се даде некој лимит или сепак една флексибилност да се остави? Мора На да има совеста законски лимит според нас, ако сигурно вие сакавте да кажете, повелете вие. Не, мислам дека не може се да се регулира со закон. Меѓутоа, тука треба да преодвладее моралноста на функционерот, свесноста и одговорноста. Меѓутоа, ние тука како држава многу потфрламе. Се случува да се користи функцијата за остварување на собствени цели и потреби. Порано се белеше на Западот, за да влезеш во политика треба да имаш пари. Кај нас мислам дека владее обратното. Треба да влезеш во политика за да направиш пари. И од тука е пристапот, неограничениот пристап до буџетски средства може да го прави човек алчен и да оди над она што му е законски дозволено и морално реце и морално постапување. Да, превладува мислењето кај јавноста дека е профитабилна професијата. Да, затоа сите сакаат во политика. Да, знаете што, ние имаме во одредени области во легислативата во нашата земја имаме прекумерна регулатива, прекумерна регулација, а во некои сфери мистериозно исчезнува потребата да се регулира тоа. Знаете што? Во домен на трошоците, од репрезентација до патни трошоци и така натаму. Едноставно мора да се тргне од одредени стандарди и да си постои правилник, тоа многу лесно се прави, јас ќе им го напишам бесплатно, не е проблем. Правилник според кој тие можат да ги трошат парите на граѓанките и граѓаните. Значи, тоа е првиот чекор, вториот чекор е законски. Ние гледаме во долго време, веќе 3 децении, во рамките на законот се злоупотребува и моралот, и средствата и сето тоа. Знаете што? Една работа е закон, меѓутоа колку строг закон и колку строг правилник вие да донесете, ако е некој апаш во душата или крадец, арамија, тогаш тој ќе си остане арамија. Едноставно, таквите луѓе треба си одат веднаш и од функција и од политика. Кога ќе го детектирате тоа, вие, јавноста, нели, на Фејсбук, на не знам што, отворени писма, ДКСК ќе испрати мислење, ќе поведе прекршочна пријава или не, или нема да стигне едноставно, затоа што има многу работа, колку што сум јас информиран. Меѓутоа, вие морате да имате еден механизам во кој дали партискиот лидер, дали премиерот, дали одредени функционери во државата на владино или на парламентарно ниво, едноставно да дојде кај тој човек кој ги употребил законските рамки за да стекне материјална добивка, да му се каже да си замине. Едноставно да си замине. А тој што ги пречекорил законските овластувања, да се соочи со правдата, со системот на правдата. Најчесто институциите имаат правилници со кои што се регулира правото на користење на репрезентација, кој може да користи, до кој износ месечно и така натаму. Исто и за возила, кој може да користи во кој износ. Меѓутоа, проблемот произлегува кој све може да го користи тоа право. Да. Оно е разумно да биде министер или директор, прв ред на високи раководни функции и така натаму, кои што постојано имаат допир со членови, со гости, со комисии од Европска заедница и така натаму. Меѓутоа, дискутабилно е прашањето дали советникот во одделение, во сектор или уште помалку има основ или потреба да го користи службеното возило за одење и враќање дома, бидејќи бил браточет или роднина на министер или на директор и ред други работи. Или близок по други основи. Да. Еве, или блиска. Минатата ли година, мислам, генералниот секретар на владата Рашковски објави податок дека 5 министри од претходната влада го пречекориле лимитот на службените телефони и вели должат на државата 5 мина овие 300.000 евра. Значи, замислете, тоа е многу. Треба ли, околу, нели, имаат службени телефони
И тука ли Мини телефонски лимит, оператор нели? може да биде со таквите. Тоа е многу. Нормално дека ваквите нешта не само што и должат, тие треба да одговараат пред законот. Тоа е Заради таквото моралноста веќе што е дискутабилна многу одамна. тоа е стравична, вртоглава сума на пари. И тоа е тажно кога се дознаваат вакви работи, особено кога луѓето веќе губат надеж. Еве, во последно време имаат најголема надеж токму во вашата институција. Меѓутоа, ние како општество, како јавност, губиме надеж дека нешто ќе се промени. На страна тоа што они може да работат супер и да бидат и транспарентни, и остри, и да излезат со сознанија кој што ако немаме резултат од тоа, што ако нема последица од таквото однесување, од таквото неумерено расипништво. Продолжуваме со дебатата за функционерските привилегии, со дилемата, нели, потреба или расипништво. Сега, во овој дел би сакало околу апанажите, користење на апанажа. Значи, функционерите по завршување на мандатот имаат право да се пријават и цела година да примаат од буџетот и да ја примаат истата плата. Кај пратениците или функционерите се околу барем 1000 евра. Проблемот е што има случаи, многумина влегоа во политиката со своја професија, приватен бизнис, адвокатури и потоа по заминување стануваат невработени и цела година примаат апанажа. Има ли, се крие ли и тука расипништво? Каква е состојбата и што треба да се менува, ако треба да се менува? Дефинитивно треба да се менува. Ние исто така отворивме предмети за овие надоместоци што следуваат на избрани и именувани лица по престанок на нивниот мандат. Кој е интересот? Несомнено, високите плати што ги земаат како функционери, било да се избрани лица, било да се именувани како директори на некои јавни предпријатија или акционерски друштва, веќе создава доволно место и простор да се користи правото на апанажа. Тоа што во зависност од мандатот на кој што бил функционерот, му е определено и времето кое што ќе го користи. Па има од 3 месеци најмногу до година дена да ги користи привилегиите кои што произлегуваат од апанажата. Меѓутоа, главен и основен мотив е износот. Пратеник несомнено ќе користи 12 Се согласувате месеци. дека до една година треба да остане одредбата за апанажа? Лично сметам дека е многу долг период. Тој затоа што, како што истражував во околината на Македонија, другите соседни држави, периодот на кој што е доделено правото за користење на апанажа е помало неголико и нас. Меѓутоа, тоа треба да произлезе соодветна анализа и испитување на законската рамка и можностите. Сепак тоа е оставено на усогласување, на наоѓање на работно место, евентуално ако претходно ако му престанал работниот однос на избраното именуваното лице, да може во тој период да најде вработување и така натаму. Меѓутоа, најчесто тука се користи правото, а потоа една година, а потоа они во меѓувреме се наоѓаат вработување, најчесто во јавни предпријатија или акционерски друштва кои што во однос на примањата се далеку по примамливи во однос на приватен сектор, доколку нормално нема веќе некоја приватна фирма зад себе. Так. Јас би го поставил прашањето што прави човек кој ќе изгуби работа или ќе му престане договорот за работа со одредена фирма во реалниот сектор. Тој оди на завод, на биро и доколку има сериозни проблеми социјални, односно не може да го прехрани семејството, себе си и така натаму, добива социјална помош. До моментот кога ќе добие ново работно место и понатаму му продолжува животот на малку попристоен, достоинствен начин. Тоа е, значи, ако тоа не е пракса со функционерите, тогаш имаме нееднаквост која не е дозволена според уставот на нашата земја. Значи, не може да бидеме сите еднакви, ама некои да бидат поеднакви од другите, како во животинската фарма на Орвел. Значи, не.
Тоа е дискриминација. Апанажите треба едноставно да се укинат. И За сите. буквално за сите. Жабир, значи она што го да не предлагате зборуваме- ова да се укине, да идат со јавен превоз, па нема да има доволно кандидати за функции и за пратеници. Не ќе можат партиите листите да ги уверен дека пополнат. ќе има доволно и повеќе од доволно честни луѓе кои ќе се пријават за функции. Ама тогаш од корен ќе треба да се промени личната карта на политиката. Политичката палета во земјата ќе се промени. Меѓутоа, сигурен сум дека има и повеќе од доволно многу честни луѓе, исто како што знаеме дека и во овој момент има честни луѓе, само што споменавте некои луѓе на оваа маса, кои од свој джеб, значи не може министер за надворешни работи да има толку ниски трошоци. Меѓутоа, од свој джеб плаќал кафе. Од свој джеб платил ручек или вечера на некој свој гостин или на некој свој соговорник. Се качил во собствено возило и не го пријавил трошокот во заеднички служби или не знам каде се пријавува тоа. Значи, имате ситуација во која огромен број луѓе во системот имаат право на апанажа. Па тоа се луѓе во управни одбори, па тоа се луѓе на различни позиции во локални или во државни Треба институции. да се види колку тоа годишно Прво и основно, ја чини државата. јас сум убеден дека ДКСК наскоро ќе излезе со таков податок. Колку пари ние даваме, тоа се милионски суми. Колку пари ние даваме за апанажи на луѓе кои при тоа, освен што ја користат, потврден ми е овој податок, освен што користат апанажа, имаат и други извори на приходи. Дали во своите компании или прават хонорари па ги наплаќаат преку други луѓе. Беа познати и така бизнисмени натаму. наеднаш се невработени. Именно, после сега се, завршување на значи, тие што си ја завршиле функцијата, било како пратеник, министер и така натаму, можат комотно да си одат, значи во времето додека се на функција, можат да работат на подобрување на социјалниот систем, за социјална правда во земјата. И кога ќе завршат со таа работа, ако останат без работа случајно, тие можат да отидат на биро и без страв дека ќе бидат доведени на границата на гладот, како што се луѓето кои користат социјална помош во овој момент, да си ги користат бенефициите кои една социјална држава ги дава. Откако ќе најдат нова работа, тие повторно си продолжуваат за работа. Некојаш законите такви какви што се и нашите реални практики овде што се случуваат во, например, законодавниот дом, доведуваат до одредени апсурди. Ние го имавме случајот дека пратеничкиот мандат на екс-премиерот Никола Груевски не беше одземен, туку беше прифатена неговата оставка. Тоа, согласно законот, значи дека тој ги има сите права да побара и да добие апанажа. Тоа е без преседан. Знаете што, тоа е осудено лице. Како може осудено лице да има право на... Еве согласно законот може изгледа. Значи, имаме ние, значи, законот е сериозно во колизија со било какви стандарди, било да се уставни или пак со здраворазумската логика, со здравиот разум се коси ова што се случува врска со осуденикот и сега азилант во Орбанистан Никола Груевски. Значи имаме проблем сериозен, ние нема тој проблем. Проблемите што се ги има. Ние имаме проблем во оваа држава, имаме проблем што можеме вакви прашања да ги поставуваме и да ги дебатираме. Не ли е абсурдно кога некој е бегалец од правдата, без оглед што добил некаков политички азил? Во оваа држава тој има таков статус. И тој со месеци примаше плата. Именно, тоа беше Тоа се тие небулози тотален во апсурд. законот. Што предлагате, еве? Па, Дали како антикорупцијска разговаравте еве за овие појави? јас искрено се надевам дека податоците што ќе ги добиеме после овие доставени образци што треба да ни бидат вратени, меѓутоа сепак за ова ќе треба подолго време да се анализираат тие податоци, да се генерализираат, затоа што податоците ќе се однесуваат за малку и подолг период, 2015 до мај 2019, се со цел да се направи една паралела меѓу претходниот и сегашниот систем, да се види колку влијае етиката, совеста во однос на користењето на тие средства.
Тука секако ги опфаќаме и апанажите кои што се користат од разни буџетски корисници. Искрено се надевам дека ќе имаме солидна основа и доволно докази. Ние секако Во бројка, во пари, во секоја смисла, затоа што тоа се стварно многу податоци што ги бараме да ги добиеме за многу лица и во подолг временски период. А сигурно дека им е тешко и на институциите во нашата земја да ги пребројат колите и луѓето што взимаат апанажа и да им ги проверат. Па добро, сега имаме ни еден механизам на казна ако навремено не ни ги достават податоците, така што од тој аспект малку сме заштитени. Добро, ама казната ја плаќаат од свој джеб функционерите. Тоа треба да видиме. Треба од буџетот. Тоа е исто така. Буџетот, ние да не треба да им ги платиме казните за тоа што не навремено. Добро, до сега не сме имале прилика да изречеме таква мерка спрема одговорно лице, затоа што до сега сме изрекувале повеќе кон физички лица и си ги плаќаат казните. Меѓутоа, јас се надевам дека ќе ги добиеме бараните податоци и нормално, после одредено време за анализа, стварно ќе излеземе со конкретни заклучоци и предлози, а најмногу предлози пред собрание, пред влада во однос на корекција на трошоците и нивно намалување со цел рационално користење. Так. Јас мислам дека ќе имате многу широка и многу цврста поддршка за Дефинитивно, да. Тоа сакав јас да кажам, бидејќи целата акција Стоп на расипништвото и дел од граѓанската јавност кои со години реагираме на ваквите практики, ама и на дел од законите кои, да речам, се своевиден одредени членови коруптивен избор. Да преминеме сега на оние доживотни привилегии што согласно законот им следуваат на председателите на државата. Жабир, вие реагиравте веднаш така малку и жестоко, нели? Добро, тоа е во нашата природа како и како невладина организација. Но интересно беше дека во председателската кампања и Силјановска Давкова најавуваше дека, нели, ќе се откаже од тоа. Пендаровски исто така сега и како официјален шеф на државата рече дека нема да ги користи. Но ние веќе имаме корисници на такви привилегии. Значи, тоа е исто така нешто кое би сакал да го видам како граѓанин, зборувам, да го видам прекопирано од најдобрите политики и практики на високо развиени земји како што се Сојузна република Германија, Кралството Шведска, неколку Кралството Норвешка, падете, кралства се тоа некои во кои таквите доживотни пензии едноставно се да ги оставиме во минатото. Што земале до сега земале, меѓутоа да се стави крај на тоа, затоа што тоа се огромни средства. Навистина, за тие пари што тие ги зимаат, може да се спасат барем десетина детски животи кои ние ги губиме секоја година. А не се ни 10, туку се многу повеќе, за жал. Ние имаме предлог, да не кажам барање, но не е само доживотна пензија, туку и едноставно, ако некој бил добар председател и сака да остане во работата, да остане активен во општеството, може да си формира фондација која може да ја наполнат, чиј буџет може да го наполнат луѓе со доброволни прилози, фондации, поголеми светски фондации, може да го помогнат бизнисот, зависно од тоа каде сака да се насочи. И како таков може да си продолжи да си води фондација, меѓутоа не од парите на граѓанките и граѓаните. Доживотните пензии се абсурд и тоа е исто така противуставно вие да поставите луѓе, инаку Уставниот суд се има изречено, ме брифираше една колешка пред да дојдам, Уставниот суд се произнел дека не е тоа во надлежност на Уставниот и дека не е против Уставот да се користат доживотни пензии и дека тоа не е кршење на правилата за недискриминација, односно уставната категорија дека ние сите сме еднакви. Не можете вие да му дадете пензија на некој што не му е дојдена возраста за пензија.
кој ќе си дојде возраста за пензија. Најмладите се екс-председателите на државата, Црвенковски Иванов, така? Имено. Тоа е една ситуација во која не можеме да го дозволиме повеќе. Тоа бидејќи навистина е апсурдно вие да им давате такви привилегии на луѓе чиј мандат завршил. Значи, тие председатели, бивши председатели, всушност имаат речиси исти привилегии како сегашниот председател, па и поголеми би рекол, затоа што сегашниот председател се вози во економска класа во авионот и не користи една низа од привилегиите кои тие си ги дозволуваат, односно законот им го обезбедил тоа. Тоа не може да биде тоа така. Значи, расипништво согласно законот. Расипништво согласно законот, тоа ви е фантастична дефиниција и мислам дека треба и дури како слоган треба да почнеме го користиме. Може и апанажа или бламажа. Апанажа, бламажа или лапанажа, како што сум слушнал дека ја викаат. Тоа, ако сака да си остане бившиот председател активен во општеството, да дава свој придонес соодветно на некоја тема во која е заинтересиран да дава, нека си отвори фондација, приватна фондација и ќе го викаме бивши председател, не е проблем, до крајот на животот, кој ќе му дое време за пензија, нека си оди на бирово пензионо да му израчунаат просек од плата и нека си биде нормален пензионер. Многу се радикални предложи. Ова воопшто не е радикално, ова е нормална пракса во голем дел од развиениот демократски свет. Радикално за тие што ги користат привилегиите. Ама треба да престанат веќе да го цицаат овој сиромашен народ. Така. Катица? Пак ќе кажам дека повторно по допрен глас отворивме предмети за користењето на овие средства од претходните председатели. Иницијативата беше од становите кои што досегашниот председател Иванов ги доби на користење во Джевахир зградите. И аналогно на тоа го проширивме нашиот интерес и на привилегиите што и Црвенковски ги користи до сега. Основа на нашето испитување и истражување ќе биде пак законскиот основ. Така. Значи секогаш е законскиот основ од каде се влечат овие правила, привилегии и така натаму и дали треба да бидат во тој износ и во тој обем. Имаме сознание дека службата за општи и заеднички работи доделува на користење предмет овој простор кој што ќе го избере председателот. Меѓутоа, знаеме колку многу простор има Република Северна Македонија во своја собственост и кое што е на разумни локации, достапни и одговараат на намената. Зошто, например, не се користат, не се дадат на користење тие простори за кои што реално нема да се платат надоместоци. Канцеларии по собранието, нели, одредена канцеларија. А ние сега треба да плаќаме како држава 2000 евра месечно само за закуп. И така со години. И така со години, посебно за возила и ред други работи. Истражувајќи за овие ситуација во околните држави како е, што е, најдов на напис дека Македонија е најиздашна, баш онака, најиздашна за своите бивши председатели. Значи секаде има ограничување. Период кога се користи, значи не доживотно, помал износ, 30-40%, а не 100% од вредноста на доходот кој што го остварувал додека бил функционер и така натаму. Значи, има место, има мегдан да се вршат измени, да се подобруваат состојбите, меѓутоа сепак тоа не зависи само од волјата и од резултатите што ќе ги испорача државната комисија. Тука пред се зависи и од парламентот како законодавен дом и од владата како предлагач и на измени во законите. Колку е волен да се откаже од своите привилегии, ќе зависи и ефектот од нашиот резултат. И само да забележам, зборуваме за компарации кои господја Николовска во рамките на своето истражување го направила
за компарации со околните земји кои се познати Околни, по тоа да. дека не се ни малку нерасипнички. Балкански се. Балкански. Балкански се. И Така, тоа, така. пазете, од сите балкански арамиски системи што ги имаме, ние испаднавме најрасипнички од сите, најиздашни. Да, мислам дека дури знам за кој текст зборувате. Да. Така, но дури и да се сугерира и да се прифати одредена промена во законот и рестрикции, не би можело ретроактивно, предпоставувам, да важи за актуелните корисници на Законот се носи пензии. спрема потребите, значи има закон кој што важи од моментот, и има закон кој што може да важи Да им ги ретроактивно. укинете. Меѓутоа, што со парите што ги Се искористиле? става точка, се става точка. Сега Најчесто малку оди во радикално, иднина. малку радикално, сосема малку. Јас дури би им наплатил. Али ајде да не одиме до таму. Меѓутоа се става точка, затоа што вака веќе не оди. Сега зборувавме за она што се официјални привилегии, но се појавува нешто што со што вие доста се занимавате како антикорупцијска, дека функционерите многу лесно си вработуваат своји Блиски лица. блиски луѓе од и тоа во интересни јавни предпријатија Така. или институции каде што платите се онака примамливи. Сега, јас сум во една дилема. Ние сме мала држава, без малку, нели, секој има роднини, пријатели. Вујко Владика. Да, Така сега, е. како тука еден баланс да се стави, да не се злоупотребува, но да не биде дека на тие луѓе па им е забрането да се вработуваат. Значи, тоа се наметна како проблем на самиот Не, почеток, имавме кога ние случаи каде што по неколку члена од семејство, мислам наеднаш, нели, кога им тргнува да... Прашањето, значи, докаде е злоупотребата, дали и лицата што се на блиски лица на функционерите не треба да се вработуваат додека е на мандат нивниот пријател, познаник, роднина. Испадна на виделина уште на сам почеток кога почнавме да ги работиме тие предмети за непотизмите. Меѓутоа, се гледа многу јасно дека е направено влијание. Менување на систематизација, формирање на работно место, менување на образование, на компетенции кои што до тогаш важеле, а сега да важат други, а гледате дека лицето што е вработено ги има тие компетенции, а баш тоа лице е некој блиско на министер или на директор или на ред пратеник и така натаму, тоа е се доказ дека постои влијание. Или на крај краишта, зошто од 10 лица кои што ги исполнуваат истите критериуми се во ред да го пополнат таа работно место, зашто од 10 баш тоа лице е вработено. Значи тоа е толку очигледно, Очигледно тоа што ќе стане функционер, пратеник, нели? Ја има и таа привилегија, лесно да си вработува блиски. Така, дефинитивно. Ние излеговме веќе повтор пат со податоци, колку се вработени по тој основ и така натаму, меѓутоа за жал пријавите по тој основ секојдневно пристигаат и ние едноставно не можеме да се посветиме на други посериозни теми и прашања, се решаваме проблеми од работен однос. Меѓутоа, верувате, обичниот човек немал едноставно каде да се обрати веќе. Да, но каде е јавноста? Ние, кога сте крена врева за нели функционерите на актуелна владеачка структура, како вработувале своји, сега некои си дадоа оставки, некои гром не ги бие. За жал, така е. Пак велам, нас ни е главен проблем менталитетот. Прифаќањето на одговорност и свесност пред се, пошто секој е јавна функција. Секој треба да има свој интегритет, докаде може да се оди преку таа црвена линија. Ова веќе е пракса да се гази постојано таа црвена линија. Согласно нашиот закон, ние побаравме од управни одбори, надзорни одбори, кај или директори во соодветните институции да пристапат кон повторно преиспитување на постапката за вработување. Нормално, за сето тоа ја известивме и владата како орган кој што истите ги именува, ги бира. Па сега ќе видиме какова ќе биде реакцијата од сето тоа. Меѓутоа, позадината повторно на сите овие резултати од испитувањата ќе се преточат во предлог за измена на законите кои што го регулираат вработувањето, па да не претерам, ама во едно 100 одделни закони.
Значи во секоја сфера имате закон, Да. во секоја сфера има начин на вработување, на И во селекција, тој на нормативен избор. хаос, да речам, И во тој формативен хаос како да се снајде човек? доминира дискреционото право. Значи, вас ви е залудно комисија за избори, селекција на кандидати, вреднување, бодирање, интервјуа, ако на крајот дискреционото право на директорот го одлучува сето тоа и го минимизира како напор на системот. Ако се сеќавате, ние побаравме дискреционото право воопшто да се укине, а што се однесува до овој нормативен хаос, како што добро го нарековте, сметаме дека треба да се воспостави еден систем, една листа на критериуми и при тоа во еден закон да бидат обединети тие критериуми и стандарди кои треба да се спроведуваат. И сега може би некој ќе ми се налути ако кажам дека тоа мора да се воведе и на тој начин може би ќе ги доведе луѓето во позиција бидат граѓани од втор ред затоа што се роднини на функционери. Сепак за да се задржи етичката димензија и професионалната се разбира на тоа што се нарекува вработување на лица кои имаат некаква релација со функционери или други моќници, треба да има додатни критериуми. Доколку се утврди судир на интерес за вработување, евентуално вработување на таквото лице, треба да има дополнителна комисија која ќе утврди дали навистина има потреба од таквиот профил да биде вработен, а не некој друг профил. Затоа што сите знаеме дека одредени сектори кубурат со со човечки ресурси пред се Државна комисија за спречување корупцијата во моментов има минимум 50% намален капацитет, односно во смисла на човечки ресурси. Големен обем на работа, па зашто што е има многу намален индикативно. кадрски Груевски ја напумпа администрацијата до стратосфера и назад, меѓутоа ДКСК намерно ја држеше мала, затоа што можеше да стане проблем за неговото. Ама не работеше тој состав, што видовте вие? Имено. Да не зборуваме дека тоа беше повеќе бастион од кој од чии позиции се бранеше режимот. За ова вработувањето, значи нас не ни е целта да направиме некоја бариера за лицата кои што се во блиски релации со избрани именувани лица. Меѓутоа нас ни е целта да поставиме еден ред во вработувањата, процедури. Како што па и бариера не е. Да важат истите правила за мене, за вас, за децата на моите деца, за моите пријатели и за некои непознати, меѓутоа сите да бидат еднакви, затоа што Уставот вели за гарантирано право на вработување, еднакво право на вработување. Така дискриминација би била ако некој ги задоволува роднина на некој функционер тие критериуми, па да биде дискриминација. Само тогаш би било дискриминација, се согласувам. Непостоење на критериуми за вреднување. Ако не се зема никаде вредноста на постигнатиот успех во образованието, зашто се оние силни десетки на деца на што се мачат по факултети, стипендии да добиваат и ред други работи, ако на работа влегол некој што е просечен успех 6, 7 или ред други работи, поседуваат познавање на странски јазици, не знам, овакви сертификати, такви сертификати, на крај се вработува тој што не поседува ништо, меѓутоа има блиски релации. Целта е значи да преку измените на законите да воспоставиме една процедура која што ќе овозможи еднаков пристап и вреднување, критериуми за вреднување. Моето последно прашање, рековме дека ова алатка за отчетност, каде што излегуваат во јавност сите податоци што беа табу тема до пред некоја година, даваат одредени резултати, но интересно, претходниот председател, господинот Ѓорги Иванов, не дозволуваше да се објавуваат трошоците во неговиот кабинет. Пендаровски прифати. Зошто некој би забранувал или не би дозволил кога кај сите министри и функционери излегуваше? Затоа што нешто крие. Ама ќе заминете од функцијата, ќе се направи. Ќе се направи ревизија. Повторно нешто сака да скрие што веројатно
Па добро, можда и не сака да воспостави проблематично. соработка со новата влада, едноставно. Но затоа ќе ја земе апанажата, Пензијата. односно пензијата и сите останати бенефиции, вклучително и стан кој е негов, па ќе му плаќаме кирија за неговиот стан, да. Добро, Николовска, Дерала, ви благодарам што бевте гости во отворениот појас на еден телевизија. Значи, можевте да чуете размислувања за тоа колку функционерските привилегии се потребна или расипништво. Мислам дека овде доминираше ставот за расипништво, но тоа е тоа. Ви благодарам што не следевте, но останете и натаму со програмата на еден телевизија. Од мене пријатно.